Пратениците никогаш не се вознемируваат кога ќе чукне часот да се ги земат дневниците или да се ги наплатат патните трошоци. Ама исклучително се лути кога во незгодно време ќе им титне телефонот на кој се појавува поштенско сандаче со порака од собраниските служби. Првиот одговор е во 9:03 минути денеска, вториот одговор е во 9 сати 12 минути денеска. Значи, СМС ми прати од службите, меѓутоа во моментот ја возев, идев на работа. А вториот човек на СДС ми изгледа ниту оди на работа, ниту му звонат, што ми изгледа тотално неинформиран за тензичната предновогодишна дебата на новото партиско раководство со поранешниот лидер. И што е најчудно од се, мило му е што воопшто не ни бил поканет. А дека тоа се случило, а што се разговарало, не би можел да коментирам, не сум присуствувал и, да кажам, од една страна, може би до негде ми е драго што не сум присуствувал. Оние пак што тајно се среќавале не кажуваат ниту збор за планот преку преврат во СДСМ да се предизвика излез на ДУИ, влез на ВМРО и предвремени избори во мај. Во таква ситуација, нивното поведение е предмет на ептен слободна интерпретација. Секој пат кога он имаше тие такви тајни средби, дали со Заев, дали со Пендаровски, за кои што и ти знаеш, па и со Таравари и со другите, он ќе излезеше на прес и ќе каже готово 61, готово паѓа владата, готово незадоволни се пратениците од СДС. А ја мислам дека они координирано, да ми простите на збор, го заебаваат. Значи, они си го заебаваат, го нашле суртук, значи кога ќе најдеш суртук, ти си го заебаваш. За некого може се да е предмет на зафрканција, за некого прилично сериозен проблемот и баш сега се решава кој ќе биде скитник, а кој ќе пали и гаси. Ситуацијата е прилично комплицирана, штом еден абдоминалец диагностицира воспален апендикс. Туи е позната и препозната по внатрешната демократија. По можноста различни луѓе да представат различни идеи кои што се разликуваат од мнозинската. Но тоа е се додека не се премине на една граница на анархија. Тогаш секоја организација си превзема мерки за да си го зачува функционирањето. Имам чувство дека веќе сме на таа граница. Кога сме веќе кај границите, не треба да се занемаруваат ниту оние кои сметаат дека тие не ни требале да бидат избришени. Таа болка се уште трае и тешко дека кога било ке помине. Треба ли Македонија на ова да биде рамнодушна? Воведете ли санкции на Србија исто како сте ги вовеле на Македонија? Ќе се воведе исто така, ќе се укине безвизниот режим. Ќе не тераат и нас да им воведеме виза на Србија. И на крајот, за оние на кои не им треба пасош, ниту виза, туку карта од Македонија. Подрачје на општина на Република Северна Македонија. Јас мислам дека такви личности кои што на тлото среде Скопје во Прилеп, во Република Северна Македонија во Скопје. Додека сите размислуваат надвор од границите, на некои моди тешко да се снајдат и во постојните.